Продолжува изградбата на трасата на гасоводот кој што треба да го поврзува кракот Кавадарци, Прилеп, Битола. Со мене е господинот Миладинов. Господине Миладинов, се наоѓаме некаде помеѓу Кавадарци и Прилеп. Што точно се случува овдека? Благодарам многу за присуството. Поздрав до вашите гледачи. Точно се наоѓаме точно на средина помеѓу Кавадарци и Прилеп. Овде продолжува изградбата која започна во февруар месец во потегот на Кавадарци. Тамо се веќе изработени околу 7 до 8 километри од трасата. Веќе пред 20 на дена почнавме со припреми на теренот околу Претвар, значи прекачување на овај превој. Се ближиме на кај Прилеп, што значи некаде околу 6-7 километри веќе се припремени од овај магистрален гасовод. Кога ќе се стигне поточно до Прилепа, кога до Битола? Изградбата на магистралниот гасовод е предвидена да трае 3 години, што значи крајот на 2019 треба да видиме во Прилеп, во Битола. Но према динамиката која се одвива до сега, очекуваме многу побрзо да се изведат работите. Тоа значи дека некаде септември или октомври наредната година веќе Прилеп ќе биде во близина на магистралниот гасовод и ќе може да почне гасификацијата на Прилеп. Придобивките од гасот се огромни кога станува збор во делот на економијата, во делот на намалување на енергенсите и начинот посебно на грејење на жителите од овие населени места. Кажете ми каде се друго има придобивки од воведувањето на гасоводот во земјава? Точно, голема придобивка е неговата примена во домаќинства, каде се очекува да биде конкурент на сите други енергенси, и на струјата, на нафтата, на мазутот, и се надеваме дури и на огревното дрво. Секако тоа е еден сегмент од предноста, второ е пристапноста на природниот газ до индустријските објекти. Понатака, уште еден важен сегмент, тоа е сигурноста со снабдување. Значи не е важно само цената, понекогаш е важно дали имате или немате дополнителни енергенси, дали имате конкуренција во секторот за енергетика и дали имате долгорочна стабилност. Со изградбата на националниот гасовод во Македонија, секако многу се зголемува стабилноста со снабдување на енергија во државата. Понатака голема предност е еколошките вредности на природниот газ, односно така нареченото сино гориво, кое нема загадување. Се надеваме дека ова наскоро ќе се случи, меѓутоа уште ме интересира оној целокупен финансиски дел, дали е скапа инвестиција и кога би очекувале повраток од самата инвестиција? Инвестицијата на овај крак на магистралниот гасовод Неготино Прилеп Битола е околу 36 милиони евра во должина од 96 километри. Инвестицијата на изградените гасоводи досега е во вредност околу 160-170 милиони евра, но секако исплатливоста се наоѓа во употребата на природниот газ. Многу е поголема количината и вредноста на гасот кој се транспортира, односно енергијата која се добива преку овој енергија, така да исплатливоста се очекува во наредниот период со текот на користење на природниот газ да се достигне до неговата исплатливост.